Народната банка го стега ременот. Од неделава се зголемува основната камата за дополнителни 0,15% поени на 6,30%, што е меѓу највисоките досега. Одлуката за промена во каматните стапки е условена од најновите податоци и оцени за клучните показатели за монетарната политика, кои што упатуваат на постепена стабилизација, иако се уште постојат ризици. Народната банка одлучи благо да ја зголеми стапката за задолжителна резерва со што ќе се намалат слободните пари во оптек, но оваа мерка ќе почне да важи од декември. Домашната инфлација и натаму е на релативно високо ниво, што представува ризик за инфлацијските очекувања. Според експертите, неизвестноста која произлегува од светските текови и пред се украинскиот конфликт ќе продолжи во текот на зимата. Професорот Ванчо Узунов смета дека рестриктивната монетарна политика може да ја заузда инфлацијата, но тоа би имало сериозно влијание на намалување на економскиот раст во Македонија. Видете, економската теорија многу јасно кажува, ако некој сака да реши инфлацијата и не му е гајле за другите последици, ќе ја реши за 15 минути. И сам, како ја кажам, тоа е многу лесно решение, качи каматните стапки на Народната банка и многу лесно ќе се реши. Работата е како да се решава инфлацијата, да не расте, да не страда многу растот на бруто домашниот производ, значи растот на економијата, и да се на некој веројатно или поевтин, ако не најефтин начин, излезе од целата ситуација. Значи малку подолго, постепено решавање, ама помалку драстично решавање. И владата на свој начин се бори со инфлацијата, но засега никако да ја заузда. Замрзни одмрзни цени, ограничи ослободи маржи, воведи укини субвенции за струја. Рече се 2 години игра топло-ладно и со граѓаните, и со трговците, и со производителите, но никако да го најде вистинскиот рецепт за стабилизација на цените.